значи и поранешни пратеници и нови пратеници има на листата. Секако нашите листи се авангарда во ова наше современо живење, проткаени се со многу независни кандидати. Целта, заложбата, за која што меѓу другото се бориме, е да отвориме дебата. Еве се отвори дебата. Гледате колку е тоа убаво. Се дебатира конечно во Македонија. И секако за тие листи сите дебати се исправни согласно правото на свој впечаток на секој граѓанин кој што е вклучен во ваквата дебата. Но да напомена, ние ги повикавме сите кои што навремено, порано, покасно, дополнително ќе се одважат против режим. Сите се добредојдени да соработуваат со нас. Сите оние наши луѓе во СДСМ кои што се одважиле целиот овој период, биле во пратенички клупи, биле во извршен одбор, биле насекаде, многу граѓани кои што придонеселе во оваа борба против режимот, ќе бидат вградени во извршната власт. Ние се бориме да го реализираме тоа што денеска за тоа зборуваме. Така да секој искуство е драгоцено. Мене ми е драго што комплетна е поддршката од сите во партијата. Мене ми е посебно мило што е огромна поддршката од граѓаните ширум Македонија, а секако легитимно е секој да има своја амбиција, дали за одредено пратеничко место, дали за учество во извршната власт. Јас знам дека место ќе има за сите. А точно ли е дека постои голем револт во партијата, особено тоние чини кои што сега беа најгласни во пратеничките групи, но и во други позиции? Апсолутно дебатата која што беше отворена толку транспарентно и на извршниот, и на Централниот одбор, и на Конгресот, беше многу транспарентно и воочена од самата јавност. Ние сме демократска партија. Дебатата беше во недела и заврши дебатата. Сите овие луѓе сами се свесни дека учествуваат во процесите кои што ги движиме и ќе учествуваат во спроведување на тоа што ние денеска го ветуваме пред граѓаните. Тоа се многу искусни луѓе. Јас буквално не трошам ни секунда околу менеджмент на некакви проблеми во партијата. Ако постои дебата, верувајте, тоа е различноста за која што се бориме. Нека има таа дебата, таа носи само квалитет. За сите ќе ви дадам. Јас верувам не, заради тоа што лично се познавам со сите кандидати разговарав за нивното учество во листите и принципите за кои што ќе застанеме, но гледате како, и со солза и без солза, и со љубица и без љубица, и со роза и без роза. Еве го режимот ќе падне. Немојте да биде драматично тоа дали некој ќе се одважи, дали некој имал поразличен став од мнозинство. Ставовите на СДСМ се јасни. На мнозинството граѓани се јасни во државата. Па тоа е квалитетот на различноста за што се бориме. Дајте да ги почитуваме вредностите на демократските општества. Ние најверојатно заборавивме што значи различно да имаш став од мнозинството, па дури и во своја екипа. Тоа е убавината на демократските општества. Дај да го живееме моментот и да му се радуваме. Тоа е во најава тоа што ќе биде во Македонија. Јас верувам дека ќе не поддржат и многу идни опозиционери во Македонија со новата власт и новото парламентарно мнозинство на принципијални аспекти, на нешто што е интерес во Македонија. Но тоа е возможно само ако има дебат, само ако има различност и само на крајот по пат на демократско гласање ги носиме одлуките и исклучиво во интерес на граѓаните. Значи ли ова нема да има промени на листите? 12 години вчера од неуспешниот референдум за територијална распределба на Македонија. Многу имена ќе кажа дека бил неуспешен поради негативната кампања што тогаш спроведе СДСМ. И дека ќе кажа што добија друга од неуспешноста на референдумот. Демократизацијата во Македонија во најзначаен сегмент е постигната преку една од најголемите реформи, а тоа е децентрализацијата на власта. Децентрализацијата на власта го приближи процесот на одлучување директно кон граѓаните. Крајно време е да се растеретиме од сите суети предрасуди во ова наше поделено општество. Квалитетот на животот значи меѓу другото и директно учество на граѓаните во сите сериозни одлуки во ова наше општество, без разлика дали тие се на локално или на централно ниво. Ако ги тргнеме сите наши преокупации, се ослободиме од сите тие предрасуди, ќе видите како пополека ќе се врати животот во Македонија, како пополека ќе се врати на смевката кај граѓаните. Доста беа поделби во Македонија. Крајно време е да бидеме обединети сите. Кога зборувам сите, значи по етнички основ различни, по политички основ различни, по верски основ различни или по кој било друг основ различни. Ние сме граѓани на Македонија. Ова е наша земја. Живееме под исто небо. Само сплотени заедно можеме да донесеме квалитетот на животот и успехот на нашата земја.
заштивно прашање за претходно. Значи ли тоа дека нема да се менуваат листите на СДСМ, дека се тие крај за круг? Имаме и одредени правно-формални аспекти кои што мора да бидат исполнети во функција на прибавување на неопходните законски документи. Во тој дел Конгресот даде овластување на претседателот и раководството на партијата и во одреден дел на самите слични проблематики кои што ќе се јават. Во тој дел може да се сменат листите. Конгресот го пренесе овластувањето, но секако листите се тие кои што Конгресот ги донесе со своите одлуки. Повелете? водите во делот за завршувањето, бидејќи сведоци сме дека секоја година се зема по една еврообврзница. Ево вака, заврши времето на подигање на кредити за непродуктивни трошоци. Не дека во Македонија ќе нема и нови кредити. Мора да има, но тие ќе бидат само за капитални инвестиции и проекти кои што ќе враќаат пари назад во буџетот на Македонија. Тоа е рационалниот пристап. Јас сум економист. Водам општина која што нема 1 евро, 1 денар долг. Ниту ние, ниту јавните предпријатија по основ на кредити. Значи можело Струмица да биде една од најуспешните општини без да ги задолжиме граѓаните и сите наредни генерации. Верувајте, капацитет има во ова наше општество. Сите наши анализи покажуваат дека околу 400 милиони евра годишно се крадат пари. Тоа се народни наши пари. Македонија има капацитетност од 350 до 450 милиони евра да апсорбира капитални инвестиции годишно. Ако ги анулираме сите непродуктивни трошења, пари во глупости во државата, мораме да бидеме оптимисти. Има капацитет и можност во ова наша земја. Имаме работлив народ, имаме своји ресурси, одлична географска поставеност. Конечно време е сплотено, заедно да изискуваме, за да можеме да ја видиме среќата и на сметката кај нашите граѓани.